Ние сме сите за слободно судство и дојдовме овдека да ја дадеме поддршката на судиите и да им порачаме да не се плашат од никого. Никој не смее да ги притиска. Денес сакаат да го компрометираат судот, да ги компрометираат судиите. Носени од својата фрустрација дека нивното квази пара тело, наречено специјално јавно обвинителство, не може да им испорача резултати. Не може против судија да се поднесува кривична пријава заради тоа што пресудил така како што тие не сакаат. Тоа може да го прават во една сосема друга постапка, во други инстанции, и тоа многу тие добро го знаат. На тој начин тие создаваат илузија дека судиите се партизирани, судството е партизирано и работи незаконски, што не е така. Второ, и многу битно, органот кој што ги поднесува кривичните пријави нема уставна основа, а тоа е нивното специјално јавно обвинителство, кој што е парадржавен орган и е тумор во нашиот правосуден систем. Само да се прочита називот на законот по кој што тоа специјално јавно обвинителство е формирано, ќе сватите за каква небулоза и правна контрадикторност станува збор. Тоа специјално јавно обвинителство треба да истражува врз основа на незаконски прислушкувани материјали. Замислете, незаконски прислушкувани материјали, а нив судот да ги третира како докази, што е апсурд. Застанавме овде да покажеме пред судот, да упатиме една миролюбива порака, дека го подржуваме слободното судство, независното судство, одлуките на судиите и дека не сме тука да се закануваме. Некои други се закануваат дека ќе палат, дека ќе уриваат, дека ќе поднесуваат кривични пријави. Ние не сме тие. Ние си ја сакаме татковината и ги почитуваме незините институции. Лидерот на опозицијата покажа како не се почитуваат институциите. Фрлаче со боја по нив, се заканува на судиите, се заканува на секој граѓанин поединечно. Граѓанското движење за одбрана на Македонија ги заштитува државните атрибути на Република Македонија и нема да се повлечеме од оваа наша борба, бидејќи ние имаме само Македонија и тоа е нашата држава. Суди кои што се под притисок, кои што се под уцена или кои што очекуваат некаква награда во идно време, тие суди не може да судат правилно и честно. Тие суди може да судат само во интерес на тие кои што им се што ги уценуваат или тие кои што им се закануваат. Тука сме да ги охрабриме, да им кажеме дека македонскиот народ го почитува македонското судство, дека ги почитува судиите и дека очекува од нив правично и праведно судење. Сега, како представници на ГДОМ, ќе однесеме декларација со која што им даваме поддршка на судиите и сакаме да им порачаме од тука дека овој пат ќе влеземе само неколку луѓе кои што ќе ја достава таа декларација. Треба да им биде јасно дека во идно време многу пати повеќе од овие луѓе сега што сме собрани ќе дојдеме и нема само неколку луѓе да влеземе во судот, туку сите луѓе ќе ги поканеме и да влеземе во судот, исто пошто овој наш македонски суд да ни објаснат зошто под притисок и зошто носат некои одлуки, зошто прават подеднаква равенство на криминалци докажани и на луѓе кои што ништо, ама баш ништо во животот немаат криминално направено.